Носењето на закони со кои на криминалците им се даваат крилја ќе не донесат до ново, овој пат правно вето на патот кон ЕУ. Нема да помине злоупотребата на европското знаменце за амнестија на криминалните функционери, коментираат упатените. Поранешниот министер за правда Михајло Маневски вели дека не е само една членка, туку и други членки реагираат за состојбата со владењето на правото во земјава. Тој е зачуден зошто Кренар Лога е се уште на министерската позиција по скандалозното носење на законските измени, кој тој не се појави да ги одбрани пред пратениците. Не само една членка, туку веќе други членки се подготвуваат за вето за почеток на преговори на Република Македонија, заради тоа што сите доваѓаат до сознание дека во државата не владее правото. Министер за правда да не подпишува закон, како што е кривичниот законник, нели? Меѓутоа да остане министер за правда, зашто не се даде оставка? Ако јас сум министер за правда и ја вршам функцијата законито и одговорно, а од моето министерство излегува закон со кој ја не се согласувам, мене таму не ми е местото. Како може заменик министер да предлага закон? Заменик министерот согласно законот за организација и работа на органите на државната управа го заменува министерот кога е тој спречен или одсутен. Он не беше ни спречен ни одсутен. Маневски појаснува дека со ваквиот закон нема да има одговорност ни за контроверзниот и во 4 очи склучен договор со Бехтел и Енка, со кој граѓаните се задолжуваат за десетици години, а за кои тој самиот поднесе кривични пријави. Значи кривичната пријава е веќе решена затоа што нели се измени кривичниот законник, се избриша ставот 5 од членот 353 што се однесува на јавните набавки, а ова кривична пријава се однесува токму на тоа, на подпишувањето на договор за градењето на овие автопатишта. За 6 години македонското правосудство како камиказа во самоубиствен поход од 55% доверба кај граѓаните во 2015 стигна до резултат од само 2%. Се менуваа закони со кои се амнестираат криминалците, а во затвори се скапува за кражба на кебапи. Носењето на закони без консултации, без да се слушне гласот на правната фила, предизвика голем револт кај јавноста. Групата на граѓански организации за реформи во правосудството, Blueprint, токму од тие причини се повлече од изработката на новиот кривичен законник.